Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во општина Кочани е потпишан анекс договор со кој во текот на оваа година ќе бидат изградени и асфалтирани неколку крака од улиците Карпошово Востание во Кочани и Асном во Оризари. Парите за градежните работи се обезбедени како остаток од кредитот што беше добиен од Светска банка за изградба на 10 други улици. Општина Кочани обезбеди средства за годинава да ги доизгради и асфалтира улиците Карпошово Востание во населбата Усова Чешма и Асном во Оризари. Во локалната самоуправа претпладнето беше потпишан со фирмата Изгрев инженеринг Доел од Велес, која ќе биде изведувач на градежните работи. Средствата за реализација на инвестицијата беа добиени претходно како кредит од договорот за заем склучен помеѓу Меѓународната банка за обнова и развој и Република Македонија, а од кој во средината на 2015 година општина Кочани склучи договор со Министерството за финансии за изградба на 10 улици, а за што позајми околу 1 милион евра. Со потпишаниот договор треба да се изведат градежни работи на двете споменати улици со вкупна должина од 496,5 метри, при што ќе се изградат 3 крака на улицата Карпошово Востание и 1 крак на улицата Асном. Изведувачот на работите со кого беше потпишан договорот е фирма избрана по спроведената тендерска процедура согласно правилата на Светска банка. Градоначалникот Илиев порача дека очекува изведувачот квалитетно да ја изврши задачата, за што беше добиен и потврден одговор. Надевам дека овој пат имаме среќа со изведувачот и дека ќе се направи на вистина улица со која ќе бидеме сите ние горди. Ние како изведувачи, а ние како корисници. Да. Јас не сум многу тоа. Ние со нашето досегашно искуство сме се докажали на други места, сигурен сум дека овде исто така ќе се покажеме. Вредноста на договорот е 5 милиони 466 илјади денари со вклучен данок на додадена вредност. Од овие средства 4 милиони и 300 илјади денари се заштеда од реализација на подпроектот изградба на 10 улици во општина Кочани, а остатокот од 1 милион 166 илјади денари се општинско кофинансирање и ќе се обезбедат од буџетот на локалната самоуправа на Кочани за 2018 година. Се планира изградбата на двете улици да се реализира во рок од 2 месеца, сметана од денот на потпишувањето на договорот. За проектен менаџер при реализацијата на изведбата е назначен Владко Димитров, помошник раководител на секторот за уредување и располагање со градежно земјиште во општина Кочани. Фирмата Коп Инженеринг од Скопје ќе реализира втората фаза од реконструкцијата на водоводната мрежа во Виница. Средствата за оваа инвестиција се обезбедени од буџетот на Република Македонија, а изведувачот има рок од 8 месеци по потпишувањето на договорот да ги заврши градежните работи. До крајот на оваа година во Виница ќе се реализира втората фаза од реконструкцијата на водоводната мрежа. Тоа треба да обезбеди подобро и поквалитетно снабдување со вода за пиење на граѓаните, а истовремено треба да се намалат и проблемите со пукање на старите азбестни цевки. Министерството за транспорт и врски ја избрало скопската фирма Коп Инженеринг за да го доизгради и реконструира водоводот во Виница. Станува збор за втора фаза од обновата на водоводната мрежа, што ќе се реализира во наредните 8 месеци. Од државниот буџет за оваа намена се обезбедени 6 милиони 486 илјади денари, се наведува во објавениот договор на веб страницата на Бирото за јавни набавки. На тендерот учествувале 11 компании, а основен критериум за избор на изведувач била доставената најниска цена. Тендерската постапка за реализација на проектот беше објавена на почетокот од октомври 2017 година. Со втората фаза од изградбата и реконструкцијата на водоводот во Виница, планирано е да се заменат постојните азбестни цевки со нови полиетиленски. Со неговата реализација во целост треба да се реши проблемот со дотраеноста на водоводната мрежа. Со првата етапа од овој проект, што се реализираше пред речиси 5 години, беа променети водоводните цевки со должина од 4367 метри по должината на неколку улици во Виница. Продолжуваме со информација од Црна хроника. 34 годишен возач од Бели загина во тешка сообраќајна несреќа во близина на крстосницата кај селото Тракање. Тоа е втора жртва за еден месец на магистралниот пат Кочани-Штип, откако во близина на оваа локација неодамна загина велосипедист од Мојанци.
Уште еден млад живот е изгубен на патиштата во регионот по низата сообраќајни несреќи што се случија од почетокот на оваа година. Овој пат жртва е 34-годишниот ДА од селото Бели, кој со автомобил Ford Focus што го управувал слетал во коритото на Траканска река, непосредно до мостот што се наоѓа пред влезот во селото Тракање. Несреката се случила во вторникот околу 22 часот на магистралниот пат Кочани-Штип, при што загинатиот со возилото се движел од Облешево во правец на Кочани. Трагите што ги оставил автомобилот беа видливи и из утрината, а од секторот за внатрешни работи потврдија дека ударот во брегот на реката бил со трагични последици. Во незгодата на лице место починал возачот, а смртта ја констатирал доктор од итната медицинска помош од Кочани. Увид на местото на незгодата извршиле полициски службеници од полициската станица Кочани. Се работи на расчистување на случајот. За неполни 2 недели ова е втора жртва на магистралниот пат А3, откако на само неколку стотини метри од местото на оваа сообраќајка загина велосипедист од Мојанци како последица од повредите здобиени по удар од автобус. Поради зачестените сообраќајни несреќи со жртви, со тешко телесни повредени и голема материјална штета, од полицијата упатуваат апел за почитување на законските прописи. Секторот за внатрешни работи Штип ќе продолжи со засилени контроли заради спречување на прекршоците, како што се управување на возила под дејство на алкохол, брзина над дозволената, непочитување на правенство на минување на возила и пешаци и слично. Апелираме до сите возачи да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, не само за да ги избегнат плаќањето на казните, туку заради зголемување на безбедноста на патиштата на сообраќајот. Освен двете сообраќајки кај Кочани, кај кои имаше и 2 жртви, од полицијата потсетуваат дека пред неколку дена во близина на Крупиште имаше тежок судир на 2 автомобила, во кои со тешки телесни повреди се здобија 4 лица. Болно куче кое што слободно се движи представува опасност за жителите на Кочани. Веќе заразило и друго, па граѓаните бараат преземање мерки за негова санација. Друго пак пронајдено затруено под зградите во централното градско подрачје. Заразено болно куче секојдневно ги плаши жителите на Кочани, посебно оние кои често поминуваат кај просторот околу Асном, каде највеќе се движи кучето. Станува збор за куче кое што видливо се гледа дека има болест, за која што граѓаните претпоставуваат дека е заразна, од причина што за краток период заразило и друго куче со слична или иста болест. Најчесто се движи кај просторот околу Асном, а неретко во потрага по храна се симнува и во центарот на градот, како и кај старата касарна. Истото представува опасност за жителите на Кочани, а Канал 8 го снимаше по дојава од жители, кои често го гледаат болното куче на тој дел од градот и се плашат од евентуални зарази. Бараат да се преземе мерки за санирање на истото, бидејќи веќе е заразено и друго. На тој дел од градот, заради депонијата која што е создадена околу касарната, се гледа дека често се движат и други кучиња, па лесно можат да бидат заразени од болното куче, стравуваат граѓаните. Во меѓувреме, граѓаните реагираат и на несовесно труење на кучиња, овој пат кај паркинг просторот кај зградите во централното градско подрачје, кога станарите утрово забележале затруено куче и веднаш интервенирале до комуналното јавно претпријатие Водовод за негово санирање. Јас со помош на мојата сопруга, она ми кажа тоа и јас се јавив Водовод и после 15 минути тоа се тргна. Меѓутоа лоша е сликата. Значи, не треба така да биде. Тука е центар. Ако се оставеше тоа, ќе беше града слика и значи нема услови за да биде тука тоа куче. Тука живееме луѓе ние. Кој да го направи тоа не треба така да биде. Не треба. Ако го некеш кучето оди си, те тука имаме ние куче. Кучка е таа, што е укучена, да е наш добар пријател, малецки кученци има. Доваѓат и тука и момички и постари доваѓат, ранат го кученцето, нема проблем. Значи многу мирно е кучето. Како тоа? Тоа у Западот не се дозволува кучето и да убиеш. Тоа е исто животно е тоа. Тоа е фактор што не смее така да биде. Станарите велат дека редовно си плаќаат и за чистење на ѓубрето, но и понатаму живеат во депонија, а имаат проблем и со паркинг просторот. Најповеќе
За ѓубрето не е проблемо. За ѓубрето, пошто ние сме тука станари и плаќаме, значи јас си плаќам секој месец. Има и други луѓе што плаќат. А повеќе се кријат, бегат тука, не се дава, не сака да платат по 10 динари е тоа, за да плаќат и доваѓа тука интервјуират луѓето, нема со кој да се разберат. И така ги остават колите на, ајде да кажам, на милост и немилост. Сега и плюс тоа тука узурпира го местото. Јас сакам да дојдам да искочам, сакам да излегнам со мојата кола, а после не може да се врнам да си оставам колата тука. Значи мора да се најде решение нешто. Дали преко собрание, кој иде, водовод, има интервенции, стално јас тоа кажувам и се јавувам таму да дојдете, ево ѓубрето може да видите ѓубрето дека си стое тука, со месеци стое. Проблемот со кучињата скитници понатаму останува горлив и нерешен, но граѓаните апелираат до КЈП Водовод да преземе мерки за болното куче, кое што представува опасност како за други кучиња и животни, така и за луѓето. Расфрлано ѓубре, неподнослива реа и можна појава на зарази заради секојдневното вршење нужда од страна на несовесни граѓани. Таква е сликата на просторот околу бараките сместени кај пазарот во Кочани. Истите се во приватна собственост, но никој не се грижи за хигиената и претворени се во јавни тоалети. Вистинска депонија ги задушува граѓаните на Кочани кои секојдневно минуваат на едно од најпрометните места во градот, а тоа е просторот покрај бараките сместени кај пазарот во Кочани. Станува збор за вистински јавни тоалети, бидејќи секоја вечер несовесни граѓани вршат нужда во и покрај нив. Граѓаните велат дека просторот представува извор на зараза и апелираат да се преземе нешто. Па треба подхитно да се превземе нешто, бидејќи ова е едно ругло покрај кое секој четврток, па некои почесто минуваат овде. Треба општината да си ја превземе својата улога тука, да го санира некако или да, не знам, да се најде решение. Во секој случај ние граѓаните ги трпиме последиците од цело ова. Ова е извор на зараза, не знам што да кажам. Многу непријатна гледка и за нашиот град, нели, едно време важеше за најчист град во Републиката, меѓутоа сега изгледа ситуацијата е обратно. Децата нормално си бараат да си играат таму-ваму и сигурно тие ќе бидат најголеми жртви на ова, како да кажам, гмесоти овде што ја гледаме секој ден сите. И така со години ова стои, ништо не се превзема, мислам, редно е веќе општината да си ја превземе улогата. Не е убаво, значи у центар на град вие така да треба да се санира и да се има вече, така да не е убаво. Канал 8 досега го има актуализирано овој проблем, но состојбата е непроменета со години и просторот и понатаму останува града слика на овој дел од градот. Граѓаните апелираат и до одговорните служби, односно комуналните и санитарните инспектори, и меѓу другото прашуваат треба ли да се случи опасна зараза, па дури тогаш да се реагира. Со света архиерейска литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, беше одбележан патронот на населбата Оризари, свети Атанаси Велики. Литургијата се одржа во истоимениот храм, кој што е во постојана обнова од страна на верниците и иницијативниот одбор. Оризари го чествуваше празникот на селото Свети Атанаси Велики. Многумина го слават како куќна слава, а оние што го носат името на светецот го слават својот имен ден. По повод празникот се отслужи света архиерейска литургија, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. По светата литургија митрополитот Брегалнички одржа пригодна беседа, изврши литија околу храмот, го благослови и пресече празничниот леп. Посебно ја потенцираше работата на црковниот одбор, кој што го обнови овој храм и понатаму продолжува со негово реновирање. Таквите светители кои што црквата ги прославува и ги забележала како посебни боговдахновени учители на Вселената се денешниот светител светиот Атанаси Велики, чиј спомен денес празнуваме, на кого што е посветен овој храм, и светиот Кирил Александревски.
овие двајца светители, богоносни оци, направиле многу за Светата Црква православна, дори Црквата ги нарекла и учители на Вселената. Светиот Атанаси Велики, кој што ревносно се бореше за чистотата на православната вера и за учењето и догмите на Светата Источна Црква. Тој го напише и символот на верата, кој што светите отци го примија, го прифатија и го потврдија, а денеска ние го користиме. По смртта на светиот патриарх Александар Александревски, Црквата, односно народот Божи, го избра Атанаси, иако млад, за епископ на тоа паство, за епископ на таа епархија. Светиот Атанаси помина 40 години во епископска служба, од кој што многу пати беше прогонуван и протеруван од аријанците, од кривоверците, кои што го мразија Атанаси, кој што се грижеше за вистинската православна вера, за учењето и чистотата на верата Христова. Црковниот одбор, составен од верници од населбата, целосно ја смени фасадата на храмот. Ја поплочи внатрешноста на црквата, започна со фреско сликањето. Во теќе реализација на втората фаза од уредувањето, каде што во теќе обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на дворот. Покрај уредувањето на дворот на храмот, според проектот за обнова на храмот Свети Атанаси во Оризари, е и изградба на влезна капија од западната страна на црквата. Инаку, црквата посветена на Светиот Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55 икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 од нив се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Титулата најдобар спортист на Кочани за 2017 му припадна на каратистот Љубомир Давидков, член на карате клубот Кочани. Тој доби најмногу гласови на изборот што го организираа општина Кочани и Сојузот на спортови и спортските новинари во конкуренција од 20 на пријавени спортисти. Признанието му припадна како резултат на одличните настапи и 10 златни и сребрени медали од меѓународни и домашни надпреварувања. Давидков вели дека очекувал да се најде меѓу најдобрите со оглед на вложениот труд и постигнатите резултати. Пред се упорната работа не се откажував, имав многу подеми и падови, но сепак на крајот завршив како успешен. Не беше ни малку лесно, како што кажаш, имаше многу падови, тешко е. На многу пати помислов да се откажам, но не се случи и на крај успех. Јас мислам дека не е време да застанувам овде и во 2018 со малку повеќе среќа мислам дека ќе имам многу подобри резултати. Првото поголемо направување пред се во ова година е државното првенство, па ако се квалификувам балканско, европско и така натаму. Мојот тренер Игор Каров беше со мене и кога победов и кога губев, со мене на тренизи секаде и сакам искрено да се благодарам затоа што и тоа е дел од мојот успех. Веднаш зад Давидков се најде 16-годишната Даниела Колева, членка на тенискиот клуб Акватен, која лани меѓу другите постигнати успеси имаше и 2 победи на ИТФ турнирите за тенисерки до 18 години, а стана и државен првак во женска категорија за тенисерки од средните училишта во Македонија. Понатаму на листата за спортист според добиените поени следуваат Стојан Николов од велосипедскиот клуб Поскок, Кристијан Грозданов од карате клубот Партизан, неговата клубска колешка Мартина Шахинова, како и каратистот Ѓорги Петров од истиот клуб. Потоа се Јана Николова од клубот за гимнастички спортови Кочани, Роберто Здравковски од карате клубот Партизан, атлетичарот Душан Павлов и фудбалерот Грегори Давков, член на фудбалскиот клуб Фудбал Старс и младински репрезентативец до 15 годишна возраст. При изборот на најдобрите во категоријата млад надежен спортист за 2017-та, од пријавените 17 во конкуренција влегоа 10 од различни спортски дисциплини. Карате клубот Партизан втора година поред добива признание за најдобра екипа, а образложението за тоа се големиот број медали и признанија што неговите членови лани ги имаат освоено на домашните и меѓународни надпреварувања. За најдобар меѓу тренерите е избран токму нивниот тренер Јорданчо Петров. Признанието спортски работник на годината
му припадна на Драгослав Здравков за неговиот придонес во спортот и поддршката за влегувањето на фудбалскиот клуб Посогово во втората македонска лига. Почитувани, со спортската информација и прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.